Еве можеме да потврдиме, да кажеме дека летово имаше доста вакви случаи кои што на вистина не потресува и ја згрозија јавноста. Кажете ми, мерки се преземаат, нели, и повисоки казни, се, но сепак ова не стопира, туку можеби да и се зголемува. Што треба да се превземе дополнително, што остана дека треба да се направи пред се она што вие сметате дека е најбитно да се врши, тоа е превенцијата? Пред да проговорам за превенцијата, сакам да кажам дека сите осомничени за сексуално полово действие, силување на малолетно дете под 14 години, мора да се во притвор и секогаш да бидат во притвор се додека не се донесе конечна пресуда. Овие постапки треба да идат брзо, значи судијата треба да ги земе предвид врз основа на изјавата, сведочењето на детето во специјални така наречени скрин соби, каде што детето нема да биде неколку пати травматизирано, стигматизирано со изјави. Во релаксирана атмосфера, значи социјални работници, психолози, педагози ќе работат со детето, ни цртежи, ни слики, на еден ненаметлив начин, за да може да судијата ги земе во предвид тие искази и тој видеозапис. Никако судијата не сме да дозволи на главен претрес осумничениот, дури на инсистирање на одбраната да се соочи со насилникот. Детето жртва мора да биде заштитено и тоа треба да ни биде приоритет кога ќе се следат овие случаеви од страна на одговорните кои се задолжени за помош и поддршка на децата жртви од сексуална злоупотреба. Она што е многу важно, будноста, мобилноста на институциите и на родителите мора да биде на повисоко ниво. Жалам што и покрај нашите заложби до сега не се применува хемиската кастрација како една многу клучна мерка која помага не само на детето да нема второ дете жртва, туку и на педофилот да не го повтори делото, да нема рецидивизам, бидејќи светските искуства покажуваат дека нема сигурен третман со педофилот во затвор и тој кога е на слобода во најголем број, дури 70% го повторува делото. Значи, не треба да биде доброволна по првото кривично дело полов напад на дете, туку треба да биде задолжителна и жалам што констатирам досега дека управата за спроведување на санкции, ниту еден судија, ниту педофил доброволно не се подвргнал на медицински третман, односно хемиска кастрација, за да може неговото либидо и нагон да биде ставено под контрола. Многу е важно мобилност и будност на родителите, на роднините, на најблиските. Она што најмногу загрижува е децата многу често страдаат во вакви случаеви од познаници, роднини, пријатели, оние на кои им веруваат и тогаш конфузијата и травмата кај детето уште поголема. Исто така е голема важност да му веруваме на детето тоа што се случило и колку е детето помало, толку има помалку шанси детето да говори поинако од она што реално му се случило. Битно е да биде разбрано, поддржано од најблиските и да не се травматизира и виктимизира во докажување на вината на сомничениот.